Ве молам сега кој има прашање да постави. Кои се според вас вистинските напечатки кои постојано... Тоа судот ќе го каже. Дали на 27 април ваш советник од вашиот кабинет бил на 8-миот кат во зградата на ВЛРД и делал инструкции за постапување? Не. Кога последен пат бевте во Јасен? Мислам во првиот мандат кога беше уште генерал Мирослав Стојановски. И еднаш со семејството пред 5-6 години, не знам точно. Колку сте сигурни дека никој од кабинетот не бил таа вечер на 8-миот кат во зградата на ВЛРД? Мислите на генералниот секретар? Мислам на советник од... Советник не, генералниот секретар, да, и тој за тоа има дадено извештај во кај јавниот обвинител. И има исказ целосен. Против истекувањето на класифицирани информации во јавност. Од каде? Од кај вас? Од кај нас не истекле класифицирани информации. Не мислам од кај вас, дали ќе има некаква реакција Имаме правна ние или постојано и повикуваме дека е казниво истекувањето на класифицирани информации. Ние имавме во медиуми објавување на државни тајни. Кој дозволил државна тајна да излезе од УБК? Меѓутоа јавниот обвинител не покренува никакви обвиненија, никаква истрага. Тоа е прашање до нив. Зошто чекавте до 22 часот да се вратите на 27 април и дали имате контакти со некој од институциите, со министерот за внатрешни, со било кој друг? Целиот ден бев со мојот кабинет и вечерта дома на телевизија кога го видовме настанот, побарав од мојот генерален секретар да го свика кабинетот и тука бевме до речиси до после полноќ. Ги следевме ситуациите целосно преку телевизија и во тие моменти се подготвувавме како да ја смириме нацијата, како да која порака да ја пратиме да ги смириме тензиите, бидејќи состојбата можеше да излезе од контрола. Дали контактираха со некој, со министерот за внатрешни, со премиерот, со било кој? Со никој. Се плашите од импичмент? Не. Ги охрабрувам да покренат кога сакат. Дали имаме дополнителни прашања? Во јавноста дел од медиумите шпекулираат дека се подготвува ваше апсење од страна на актуелната власт. Имате ли коментар околу врска со тоа? Можат се да направат. Кога видовме што се случува во овој период кога се на власт, човек не треба ништо да го изненадува, но постојат институции во држава. Уште едно прашање, председателе. Вчера премиерот на Грција, господинот Ципрас, најави дека ќе бараат амандман во Обединети нации со кој што ќе се дефинира македонскиот јазик како посебен јазик, не јазик на македонскиот народ, туку не знам каква веќе Па еве ви го одговорот кога цело време премиерот тврди дека ни бил признат јазикот. Еве ви изјава и самите вие потврдувате докаде е признавањето на македонскиот јазик од страна на Грција. Инаку тој јазик, знаете, во официјалниот регистар на Обединети нации никој не го оспорил до сега, сите го користат како македонски јазик. Како го коментирате бегството на предишниот премиер Никола Груевски? Има надлежни институции, треба да си кажат. Кој е вашиот став? Не е прв, веќе трети он како избега од државата. Како вие го коментирате лично Никола Груевски? Немам коментар. Уште едно прашање околу настаните за 27. Имате ли информација или кажете споменатите во сведочењето ваши советници Јосифовски, Алексовски, каде беа вечерта на 27 април? Мојот советник за национална безбедност, Алексовски, беше упатен на службен пат и требаше да стигне во Вашингтон. Кога се случи настанот, го барав подхитно да се врати и го симнав речиси од аеродром од Истанбул, бидејќи тргна со автомобил за Истанбул, и го вратив да дојди, тој некаде после полноќ, околу 1 часот, пристигна. Така што тој сите извештаи што ги има доставено до обвинителството, но и мојот советник на секој 6 месеци подлежен на полиграф. Ја би сакал и другите советници, како мојот советник за национална безбедност, секој 6 месеци да одат на полиграф и таму да докажат дека тоа што го работат на вистина не се коси ни со закон, ни со правила на служба. А Јосифовски? Јосифовски го побарав да дојде и да го свика кабинетот.
кога ги видовме настаните на телевизија. А каде бил во меѓувреме? Сега видам дека тој бил во партијата. Го добивте вашиот одговор. Председателю, уште едно прашање само од оваа гледна точка, од оваа временска дистанца. Се каете ли можеби што му дадовте, што ги прифативте гаранциите на Заев и му го дадовте мандатот? Не се кам, гаранциите ги активирав за законот за јазици и за договорот со Грција. Тој активира гаранциите, затоа се активира. Ви благодарам, председател. Кирил Бежиновски уопште нити се јавил, нити дошол. А Милијана Киевски заедно со Пешевски дојдоа со една иницијатива која беше во прилог на релаксирање на односите, односно помирувањето во државата и подоцна тоа излезе во јавноста како апел, како текст. Дојдоа да се консултираат како со председател на држава.